Доаѓањето на есента можеш да го препознаеш по неколку знаци. Се почнува со училиште, пишување на состави. Секој второ оделенец ќе напише: со златна кочија есента дојде во мојот град. Епа, пријатели мои, ние сме на прагот на есента. Есен, меланхолија, ти иди да плачиш за ништо. Добро, некој плаче, оти му ги нема другарчињата. Иселени се. Кој студира Скопје, кој уште не е вратен од work and travel. Ќе видиш дечиња одат на училиште, нарамо носат онаква чанта поголема од нив. Се сеќаваш кога и ти си одел на училиште, си одел со чанта поголема од тебе, си одел, си верувал во образование, во напредок, со чанта нарамо исто поголема од тебе. И не си бил ни свесен дека еден ден во собрание ќе држи говор Амди Бајрам. Првите 2 недели не се важат за учење. Барем порано така беше. Не знаевме дали сме предпладне или попладне. Ако немаш учителка, тетка, џабе ти е. Џабе ќе одиш во 7 сабајле таму првиот ден. Нема предавања, нема писмени. Цел месец треба време да се привикнеш, да се запознаеме, велевме. Сега овој месец ќе се запознаваме. Сега наставничките групи на Facebook имаат направено. Уште од август ги припремаат децата за уроци, за писмени, за се. Тоа никако не можам да го прифатам како нормално. Навистина. Мислам, замисли се, група на Facebook, наставничката со учениците. Како? Наставничката ставила слика од полихроно на одмор. Некој ученик да напише коментар: наставничката најсекси. Поздрав од тато. Или ваква слика да стави. Хаштаг лудило, хаштаг Саша Ковачевиќ те сакам. Долу коментари од децава. Наставнички, приберете се порано, утре имаме писмена. Помина летото, помина одморите, мислам, се уште не се поминати за некој што е на одмор, мислам, од 12 септември до 22 на бања некој што е. Пример, да кисниш таму негде во еден базен со уште 50 пензионери. Ќе се постираат слики, го мразам понеделник, се помалку слики со закопани ножни прстиња во тињата на автокампот во Асамати. Есента, пријатели мои, се одразува и врз домашниот буџет. Скапи се доматите се заменува со скапи се пиперките и маслото, зајварот. Еден од најсигурните знаци дека есента доаѓа, тоа е: домаќинките преоѓаат од цената на доматите и краставиците кон светските берзи на пиперките за ајвар и маслото. Се разбира, секоја година се скапи, ама ова најскапи. Настанува борба помеѓу комшивките. За 20 денари килото ги зедов пиперките. Ова е другата, ја за 15 ги зедов. Другата, ама ти цела вреќа зеде, затоа по 15. Иди есента и дома секоја година е истиот муабет. Оваа година не правам ајвар јас. Ако ми се пријади, има сега по маркети, ќе купам една тегла колку да ми помини меракот. Има и такви кои велат: јас не правам ајвар. Слушнав дека ќе делат во изборната кампања тегли ајвар. Мислам, има и такви. Се додека не се наближи уште повеќе есента, па мајка ти почнува да кризира. Врти во празно тенџере, демек прави ајвар, а на крајот решавате да земете кредит со 5,5% каматна стапка за ајвар и да направите ајвар. Има цела улица да чади со ќумбе, онакво на сред пат застанати жени со џемпери нагрнати ко биле невести, уште ги чуваат тие волнените џемпери од свекрвите. Таткото реди тегли во визбата. Мислам, тоа е, се прави ајвар. Во меѓувреме, во Битола започнува фестивалот Манаки, па секоја млада битолчанка, дење можеш да ја начекаш вака, а вечерта да ја начекаш на црвениот теписон вака. Зимница мора да се има, не само ајвар, толчени пиперки, пеглани пиперки, домата, корнишони, моркови, карфиол, онакви зелени доматедни, како во канта што се стават, што никој не ги јади, стојат после 2 години и после тоа се фрлаат. Сето тоа ти мораш да го направиш сам. Оти си домаќинка во куќата, оти си домаќин. Свиња од 100 кила, ако немаш во фриждер, не си домаќин. Касапница дома го направите. Мајка ти да го складира месото, ти да запишуваш на секое кесиче за кој датум е. Сирењето ќе го земете на картица или од село. Една канта ќе крените од ке роднините. И спремни сте. Нервозни родители по маркети, тетрадка по македонски јазик, тетрадка по математика, тетрадка по ЗО, тетрадка по ЗП, тетрадка по веронаука, тетрадка за да запишеш каде ги чуваш сите тетрадки, дрес за физичко, петолиние, моливи, тетрадки, блок за скицирање, нема карта, има карта, атлас, глобус, фломастери, темперни бојци, водени бојци, боен отров, шо уште е потребно за на училиште. Замисли детево, тато го сакам овој ранечот со барбиката. Доста Милораде ме пукна со барбиката. Некој од мал си знае што сака. Нема потреба да му купуваш камиончиња и количиња. Ајде Милораде, купи си го таму ти тој со барбиката. Се на се потрошени се платите до февруари. Само детево да учи.
а и толку активности им даваат на децава, повеќе работа родителите имаат дома отколку децава. Мамо, треба да направиме мозаик од крлушки од речна риба. Мислам, и такво валјда постои нешто. Почнуваат насловите: не очекува жешка политичка есен. Во превод тоа значи дека рейтингот на платената политичка програма ќе го соборува рейтингот на турските серии. Никој не е на диета, ова ми е омилено. Си велиш, конечно, джемпер 3 броја поголем, не се познава стомакот, само го облекуваш, уживаш, ти се јавуваат пријатели, ќе одиме на пица, ако сакаш ќе одиме и да сркаме сало, не пица да јадиме. Сега е седно, ги облекуваш панталоните, оние од кобев дебел, можеш да ги наполниш, не е проблем. И објаснуваш по другарите, абе јас сакам да трчам во паркот, ама каде, гледаш врни, ако сакаш ќе одиме на по едно пиво и одиш. Што е нормална реакција на биолошкиот часовник кој се спрема за ладните зимски ноќи без парно, а можеби без струја поради дефицитот во домашното производство и поради тоа што инсталацијата дома ја правеа таткот и вујкот и пијани. И сега не можеш да уклучиш 2 телефони на полнење без да падне цела мрежа во соседството. Мислам, најважно е дека можеш да јадеш што сакаш и да не ти е гајле, дека ќе изгледаш како насукан кит. Мислам, уживаш. Недепилирани нозе, ако се збуниш кога ќе ја фатиш девојката за нога и не си сигурен дали тоа е твојата нога или тоа е домашното милениче, значи таа го заклучила депилаторот, лентите за депилирање и ја убила девојката што ја депилира и во наредното полугодие ќе има влакнести нозе. На прашањето зошто, девојката ти вели, читав статија на познат психолог кој вели, немојте да се депилирате ако сакате да видите дали вашите момчиња вистински ве сакаат. Мислам, тоа е. Во есен е меланхолично и тажно, ќе речеш зошто. Нема повеќе вторне повторлив концерт на познатата турбофолк звезда Светлана Цеца Ражнатовиќ. Нема. Еден од факторите за детекција дека есента доаѓа е и фактот дека поминале Аца Лукас, Цеца, Северина и како последен од звездите доаѓа Бора Чорба да пее на некоја манифестација таму и да кажува вицови кои последен пат беа смешни во 88 година. Ако ви не достигаат нашите балкански гуруа, не се секирајте, веќе започнува чувата звезде гранда, пинкове звезде, вакви звезде, остали блјувотински звезде на вашите ТВ екрани, не пропуштајте, гласајте за вашиот фаворит. Мислам, вишок или мањак на млади луѓе во твојата родна грудка, ако си од град во кој нема факултет, значи ако си од Пехчево во превод, голема е шансата дека ако градот се испразни, доаѓа есен и студентите од твојата родна грудка го напуштиле својот дом за да се сретнат со високото образование и да станат академски граѓани и да се пијанчат таму по соби со сомнително вино и да не се вратат пак во градот од кога ќе завршат. Или ако живееш во град со факултет, сите освен Пехчево, процесот е обратен, со што има наезда на млади луѓе кои го напуштаат својот дом за да се стекнат со високо образование и да станат академски граѓани, да се пијанчат таму по соби со сомнително вино и да не се вратат пак во градот од кој што дошле кога ќе завршат. Македонија на 8 септември направи 25 години од незиното постоење, па нека и се честито и да и се множат. Стана стројна мома Македонија, што би рекле во народната песна. Да беше вистинска мома, сега ќе имаше завршено факултет 3 години и ќе работеше во Германија, или на брод, или ако останеше овде негде на каса, ќе се замараше со стари, онакви пензионери, нервозно и фрустрирана дека заврши 2 факултети и работи на каса. Види некој пензионер, види овде што пиши, стар сум, не можам да прочитам, варикина овде дедо пиши, вагина, мислам, то се шегите. Ова е збесната, нова година да не дочекате, ми умревте, мислам. Како и да е, како секоја мома, така и Македонија заслужува пригодни подароци за незиниот специјален ден, 4 век. Сега такво е времето, се нема, кредитите потрошени, арно што е 8 септември. 8 е во месецот, а не 28, па ќе остане нешто по картичките таму, колку еден поклон да се склепа. Еве, што би можел ти да и подариш на Македонија ако земаш плата од 250 евра? Песна. Ништо не кошта, а многу значи. Можеш од тајзи да ја порачаш оваја, дека е најлесно да заминеш од тука со пасош и рука како беше. Знам дека е глупа песната, ама ќе ја порачаш, еве, кеф ти е. Можеш и поезија да ја напишеш, патриотска, демек, еве, си се потрудил, си го истурил срцето на лист хартија. Песната мора да е рачно напишана. И прсни таму 2-3 капки вода, таму демек си плачел, дури си ја пишал. Еве, од прилика како да изгледа. Македонијо, извичник. Значи мора Македонија да почнува со извичник. Македонијо, извичник. Убава си, мајко Македонијо, извичник пак. Мора. 3 солзи како пилиња од око ти се сронија. Егеј, пирин и пустец. О, в гнездо да ми се вратат. Да е цела и вечна нашата Македонија.
Можеш таква, или па не мораш песна да ја пишуваш. Како сакаш, голем си. Козметика. Секој женско чедо е и понекој е машко, мислам на грешка, сака козметика. Само што веќе почнавме да се секираме дека Македонија почна да личи како пејач од кис од многу козметика. Мислам, ја знаеш Македонија, убава, ама од Сабајле гледаш бешминка и убаво ти е. Уклучуваш вести, поручек и гледаш мис на светот станала. Јесте да има доста шминкери, ВМРО, Сител, Канал 5, разни други помошници, ама ја видете Сабајле, тебе ти е поубава бешминка, ама ако сака да е шмизла, нека се шминка, нека ја шминка кој сака. Можеш да ја подариш емиграција на Македонија. Најдобар подарок за Македонија, за твоите, за роднините, за пријателите, за женската. Оди негде и работи нешто таму. Не арчи Македонија така. А тука пушта им пари да го проживеат месецот твоите. Еднаш годишно ќе дојдиш кона стара љубов, ќе испотрошиш се што си штедел таму, си јадел, расипана храна и од куќето на комшите што си крадел, ама овде кој ќе и оптегнеш 11 плати за тебе и за Македонија најубо. Уживај. Подари и стари пижами. Сега ти е шансата во сите тие поклони да ги протуриш тие пижамите што ви се вртат 4 децении во фамилијата и си ги даваат едни на други по матури. Никој нема да сети во гужвата дека си подметнал пижами од Вартекс, Вуковар, Југославија. Или, например, најдобро, книга. Подари и книга, затоа што таа се води од знаењето е сила, знаењето е моќ. Ова ќе е совршен подарок за неа. Можеш, например, да ја подариш оваа прекрасна книга. Уживај, Македонија моја. Драги мои пријатели, екзотиката продолжува. Од адхок тела, заменик министри, привремени министри, Македонија се закити и со еднодневен министер. Да, колку и чудно да звучи. Еден ден бе, министер еден ден. Некој вработен, ако е на боловање, нема да осети дека се сменил министерот. Си велам како му е негове, еден ден министер. Еве, неколку професии и што би направил со тие професии за еден ден. Пример да си фризерка еден ден. 3 стрижења можеш да направиш, една минивал и една омбре шатирање со 2 нијанси. Дечко за еден ден. За еден ден може да си речиш, например, си фатив женска и другиот ден да забориш. Женска за еден ден. Да помислиш, готово и ќе се мажам овој пат. Посебно ако си дојдена од провинција, па сакаш да останеш во метрополата. Автолимар. Еден ден. Една хауба уништена од град и пеглање на 2 врати од кола. Вработен во државна администрација. Да го изедиш геврекот со јогурт и со показалецот да го собериш цел сусам што ти паднал на биро. Зрно по зрно, без стресови и без брзање. Вработена во сендвичара, можеш да направиш 389 сендвичи во еден ден. Сестра во болница, да изгледаш 3 турски серии и една хрватска. Наставничка во основно, да пополниш 4 часа во електронскиот дневник. Јеховин сведок, да пробаш да влезеш во 38 домови. Да си боцевски еден ден. 3 партии можеш да смениш во еден ден, без да се искористи паузата за ручек. Таксист, да ја опреш државата за 5 минути. Министер за еден ден ништо не можеш да направиш. Евентуално да успееш да порачаш нешто, пица, пример, во кабинетот. И ако не закасни, можеш цела да ја изедиш, например. Ќарот ти е што пицата е на државна сметка. 2 музички вести деновиве ја шокираа светската и македонската јавност. Едната е дека Джеймс Хейтфилд од Металика го одбранил својот докторат по астрофизика. Да бе, тој што се треси со гитарите на металска музика. Валјда нешто гледал на хороскопи, кој знае. А другата е дека Силви Бенд стана професор или професори на факултетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА. Да, тоа е, Силви Бенд. Силви Бенд стана професор на ЕСРА. Силви валјда ќе предава соло пеење, а Бенд за бендови слични работи. Од се што може еден пар да си вети на почетокот од својата врска. Сакам секој ден да се будам покрај тебе. Сакам секој четврток да јадам од твојата манџа со боранија. Сакам секој ден да не е како вчера кога лежевме на песок на Зајдисонце во Левкада. Сакам да бидам дел од овој стан и да плаќам кирија со тебе. Сакам животот да го поминам со тебе. Сакам да бидам дел од твоето здравствено осигурување. Сакам татко ти да ми биде жиран за кредитот. Силви Бенд си ветиле само едно. Сакам да бидеме едно. И би едно. Едно работно место. Не, валјда, мислам, не знам, работат на ист проект, валјда не може да едно е. Мислам, едно работно место за двајца. Ете, до толку може човек да стане едно со партнерот. Тоа го направи и Силви Бенд. Нашата екипа им посакува успешно работно место и да уживаат. Наглите временски промени го доведуваат твојот организам во опасност, но не грижете се, секогаш тука се вашите баби да ви укажат на опасностите.
Кои се опасностите? Седење на цименто. Овој градежен материјал е познат по својата штетност врз човековото, посебно врз здравјето на внуците. Во некои делови од државата се забележани случаи кога после седење на цименто газот го зборува јазикот на нашиот јужен сосед. Оттаму доаѓа не седи на цименто, ќе ти зборува газот грчки. Стани, не седи на цименто, деца ќе треба да раѓаш. Таа, твојата баба, се грижи за твоето потомство, за твојата иднина, за иднината на Македонија. Друга опасност, неухранетост, доколку за ручек не изедеш количина доволна да нахрани помало село во Етиопија, тогаш или ќе се разболиш или веќе си болена, не знаеш. Обично јадењето што ти го дава за да ти се отвори апетит, содржи калории кои според Светската здравствена организација се доволно за една недела нормално функционирање. Значи ти треба да изедиш колку 3 фамилии кинези за баба ти да биде среќна. Промаја, брза смрт, болна смрт, преку прозор влегуваат сите болештини. Дрога во сокчето. Бабо, значи вака, не се секирај ако стават дрога во Кока-колата, јас Кока-кола не пијам в кафич. А седење на компјутер, 40 години по 6 часа дневно гледа серии на телевизија. Сепак загрижена е да не развиеш кифоза, сколиоза или смрт. Цигари и кафе. Не дека нема да те убијат, евентуално, но нема да се случи толку брзо. Гол стомак, овој тивок убиец, претежно ги ништи припадничките на понежниот пол. Сепак голиот стомак ќе те убија побрзо ако излезеш таква асимашко. Ова е некраткиот пат да ги уништиш бубрезите, цревата, половината и репродуктивните органи. Одење бос по ладни плочки. Тоа е опасност. Ќе се разболиш од одење по ладни плочки, а ако се обидеш да ги загрееш, се жали дека скапа струјата. Одбери, бабо, јас или 400 денари плюс од пензијата. Не носење на долна мајца, синдикалка. Па што дека одиш таму на плажа на која е 57 степени поценка, сакаш да се разболиш, носи мајца таква, облечи си, потта ти ја бери. Водена коса надвор од купатило. Ако те фати во ваков офсайт, следи предавање од половина час за штетноста на водената коса по мозокот, мини час по анатомија и на крај историски час за тоа колку било добро во Југославија. Мислам, тоа ти оди гратис. Часот се распушта кога ќе почнат вестите на сител. Пирс. Има слушнато за тоа детето што го погоди гром. Докторите кажаат ти го погодил ради шимало пирс. А и може некоја инфекција да се јави или да те натера да пробаш дрога. Пирсот е опасен и после што ќе правиме без тебе. Сакаш цело соседство да те памти како другирашот што го погоди гром додека имал инфекција од пирсот, а? Драги пријатели, уште една екзотична вест од актуелните промени на министрите. Диме Спасов и ги украде далечинските управувачи на Ременски. Ако дете нека си поигра, овие дома ги кради далечински да ги кради. Дете нека си поигра, оставите го таму. А башка тој што го има далечинското дома, тој е газда. Зошто ги украл? Или си ги позаемил, со други зборови. Еве неколку причини. Мислел дека фаќаат на телевизор, па планирал да оди по кафичи и ги менува каналите на телевизорите. Демек шегаджија, знаеш, хакер. Мислам, му требале батерии, зато ги украл. Или сакал да види од колку далеку фаќаат. Или не можел да се сети кај го остави далинското од дома, па дури не го фатат неговите да го замени со друго, мислам. Или да подметни друго. Домазет, трауми, незгодно, мора. Не знам, стварно не знам. Ете, оставите ме 3 дена да се мислам, стварно не знам зошто ги има украдено. И нема да бидам толку креативен и да ми текни. Барем една добра причина зошто ги зел и нив. Земи од корнија вратата, ламинатот, лајсните, таму по крајот земи од корнија ги, земи ги прозорците, ќе ти се најдат нешто и онака си домазет. Дај барем нешто среди ти по дома. Па и фискалниот го зел, мислам, без коментар. Во исчекување сме на започнувањето на политичките партии на една интензивна кампања, тако звана како од врата на врата. Па, пријатели мои, ова е насочено кон оние кои не се љубители на сладкоречивите ветувања. Ако сакате да ги избркате досадните активисти кои по секоја цена ќе ве наведат да гласате за нив, еве неколку совети. Ти се појавуваат дечко и девојка на врата со насмевка. И во раците држат папки, демек, знаеш. Ајде, влегувајте, само што не започнала оргијата. Мислам. Или порано коледарите по убави песни пеја. Кај ви е иконата да ви ставам пари да ви залепам нешто. Или ела поблиску, кај види ова мозолчето, не можам никако да си го прицнам. Ај поможи. Ќе гласам за вас, ајде. Вие сте? Може да рече, вие сте? Јадев сега, имам сендвич, уживајте. Или да, и кафе и локом имам.
Тетка ми прави убав локум, ако сакате да ви го дадам рецептот. Или ќе гласам со 12 бода за вашата партија. Влезете сега да ми помогнете за лепење на плочките. И така имате искуство во лепење плакати. Или ова шо ми е? То ми е играм бейсбол. Зошто? Или можам со лајк да гласам, или ќе се омажи за мене, некоја која е јака од тие, подкажнеш. Или ќе ве оставам да влезете само ако ми го преслушате рап демото. И можеш комотно да ги замараш со некои рими од типот ја живеам за тебе, сакам да имам бебе, ајде, ела, да се покриеме со кебе, да те слушат, мислам, тоа е сега. Или, например, мене ме најдовте? Мислите наивен сум? Шо, ќе го вратите Солун и 700 евра минимална плата? Херои? Ќе ве гласам, бе, елате, влезете. Или Марија, колија свињата и извадија ракијата што ја чуваме за свадба на единецот за овие херои. Ајде. Или, например, само ова ќе се појави. Волтер, држ ги! Овде не е потребен коментар, песот се ќе среди. Или влезете, слабо имам посетители од како одлежав 20 години во Идризово. Или не сте вие од Црна ружа? Црна ружа ги чекав сега. Или колку црни вреќи можете да крените? Како налетавте баш на мене, баш жиранти ми треба, влезете. Или единствено што го имам гласано е кај Маковски, и ако не сте вие сонцина, бегајте.